Токму така, нова седмица, нов термин резервиран за уште едно издание преку локалната програма на Вистинска телевизија во циклусот емисија Скопје ми е дома. Ви носиме уште една скопска тема и приказ, на овој пат преку првиот човек или директорот на Музеј на Македонија, господинот Александар Ристевски, со кого ќе поразговараме малку повеќе за оваа институција, многу важна за зачувувањето на културното наследство, како од аспект на целата држава, така и културното наследство поврзано со главниот град, кој што нам ние во фокус на сите овие излагања кои што му ги посветуваме токму на Скопје. Ви благодарам, почитувани гледачи, што и ова топло попладне сте на нашата фреквенција и може би очекувате уште едно излагање за главниот град, за градот кој што сите сме одлучиле повеќе или помалку да делуваме и да живееме токму овде, затоа не е сомнено и непосредно Скопје ни е дома и ни е дом на сите нам кои што циркулираме и работиме токму овде. Да не должам, јас сум многу во најавата, ќе си го поздравам мојот вечерашен гостен и соговорник, господин Ристевски, благодарам многу што ете во самите почетоци на вашата сегашна функција прифативте да гостувате во Скопје ми е дома, да проговориме за Музејот на Македонија, меѓутоа низ призмата на она се поврзано со главниот град, а несомнено тука во фокус е културното наследство и се поврзано со културното наследство во Скопје. Како сте ово попладне? Добар ден, Викторија. Ми представува задоволство да ние одредено време договаравме гостување кај вас. Јас сум, пак ќе кажам, на почетокот, уште ги немам она што во политиката го сметат нели како почетни 100 дена. Јас сум тука негде околу 90 дена на позиција директор на Музејот на Македонија. Се зафативме со еден голем предизвик. Тоа е најголемиот, дефинитивно, најстариот и најсеопфатниот, најобемниот музеј во државата, да кажеме своевидна мајка на сите музеи во цела наша држава, со исклучително големо богатство. Ние сме чуватели, да кажеме, на сето тоа што е фолклор, традиција, историја на македонскиот народ и сите оние кои живеат на територија на Македонија, но и на пошироките граници, таму каде што македонскиот народ е застапен. Пред се тука е најголемото богатство, да кажеме, на македонскиот фолклор, народни носи, килими, покујкнина, народни инструменти и се останато, но и исклучително квалитетна и огромна историска граѓа со векови традиција. Сето она што не спаја под археологијата, што е нели од прастаро време, се што е она со пишан податок и со документи, фактографија, е со седиште во Музејот на Македонија. Исто така имаме одделение за историја на уметност, каде што пред се не се ориентираме толку многу на современата уметност, но повеќе на она што е од длабокото минато, камената пластика, некои записи од османско време, арапски записи, икони, фрески, се останато, и како четврто одделение кој исто така од исклучително значење за државата имаме и Централна конзерваторска лабораторија. Значи имаме професионалци кои за потребите на институцијата, но и за потребите на другите институции во државата вршат заштита, конзервација, обновување, репарирање на предмети од метал, накит, керамика, текстил и се останато, така да зборуваме за една комплексна и голема установа која, морам да признам, за жал, во голема мерка задниве едно или две десетлетија е запоставена во голема мерка медиумски, но може би од самите други институции пред со образовните и останатите, така да јас имам една неблагодарна улога во смисла на, еве, во задниве 3 месеци еден куп луѓе велат ќе дојме кај вас горе. Ние не сме горе, јас кога излезам од институцијата на рамно сме, значи самата чаршија е пред нас. Луѓето неретко Музеот на Македонија го мешаат со Музеј на современа уметност, кој е горе на Кале, па нели е со видик према реката Вардар и стадионот. Тоа се две различни институции, два различни музеи. Ние сме оној големиот, грандиозниот музеј одма до Буши ресортот со огромната ширина пред него и каде што во дворот ни се наоѓа Куршумлијан. Може би толку во срцето на старата скопска чаршија. По срце не може да види, значи кога излезете од кај нас, одма се тука во близина делот кафетериите, на само една минута одење е пазарот, као да кажам, буквално сме во срцето на чаршијата и тоа е еден голем репрезентативен објект со исклучително квалитетна поставка. Низ годините имало разноразни премрежи, инфраструктурни околу објектот, но јас пак ќе кажам, тоа е едно од местите кое, што би рекле странците на англиски, must see.
Значи мора да се види, имаме водич, имаме се и мислам дека една од моите мисии покрај решавањето на одредени проблеми и недостатоци е и да ја анимирам јавноста и публиката за да повеќе обрати внимание на самата институција. Така е, сега нешто околу историјата, ние имавме простори нешто позади камерите да споделиме. Славите 50 години, меѓутоа од оваа институција, овој објект каков што е денес. Колку низ текот на годините успеа овој објект денес да се задржи својата автентичност? Во каква состојба го острекавате музеј на Македонија? И ете, чинам некако во првите месеци на вашиот мандат, можеби како директор, дали тоа се должи на амбициозноста која што сакате да ја покажете во почетоците на вашето работење или нема да навлегувам, меѓутоа чинам дека малку работите се предвижени таму. Се размрзани, да. Вака, околу историјатот, музеалството во Македонија почна пред 102 години, но почна со археологијата, која долги години беше дел токму од оваа институција, која се издвои пред 13 години чинам, кога се изгради на археолошкиот музеј на плоштад. Иначе за луѓето кои не знаат дека не беше тој музеј, самата археолошка поставка беше дел од нашиот музеј. Значи археолошкиот дел се издвои. Самото музеалство во Македонија има традиција од 102 години. Историската и етнографската, етнолошката збирка и музеј како таков настануваат 49-та, иако во претходниот 24-та година. Од 49-та има историска и етнолошка поставка во различни објекти на различни места. Низ годините сето тоа се спојува и на крајот по многу битки и борби во тој период социјалистички се гради токму овој грандиозен објект. Јас велам, Скопје има два, еве го едниот го гледаме, тоа е Народно универзитетската библиотека и ние како музеј на Македонија. Тоа се двата најграндиозни објекти изградени во 70-тите години и се со по 13.000 квадратни метри. Мислам, тоа е големина на дел од поголемите молови, да кажеме. Значи, навистина се големи квадратури, големи пространства. Самата бројка, размислете се, ние живееме во станови од 40-50 квадрати, некој има куќа вели 200 квадрати, има огромна, па ние сме 13.000 вкупно. Така да тоа е навистина грандиозно. Со нас 6.500 квадрати изложбен простор, со огромно плато, со површина на парцела околу 30.000 квадрати или 3 хектари. Колку се тоа ефективно искористено и не е целосно, затоа што низ годините самата институција подложила низ бројни премрежија, меѓу другото оштетување на платото, оштетување на кровната конструкција. Низ годините на моменти се јавиле одредени протекување и оштетување и на изложбените сали и на просториите, и сега ние сме во фаза каде што дел од поставката не е достапна за јавност, иако имаме пак, повторно ќе кажам, иако со намален интензитет, сепак имаме што да понудиме. Она поставка што пред чинам 12 години се отвори за децата бегалци, што популарно ја нарекуваат егејската поставка, таа си функционира, има една времена изложба сега каде што може да се погледнат одредени документи, документации од креирањето на државата, некаква историска хронологија. Токму сега во моментот имаме една времена изложба на колегата советник Јован Шурбановски со фотографии, темата е вода, пред се од нашите езера и реки, народното стопанство на луѓето, и етнолошкиот дел, иако пак ќе кажам не е во сјајна состојба, сепак околу, слободно ќе кажам околу 90% од тоа што е поставката може да се види. Пак ќе кажам, колку и да е амортизиран тој дел, колку и да не изгледа перфектно и пиц-пец како што треба, сепак во простор го има, убаво е и луѓето ќе се фасцинираат пред се, еве да кажеме, од нашата фантастична збирка на народни носи на македонскиот народ на територија на цела етничка територија на Македонија, значи дури и соседните држави, но тука има и од припадници на етничките заедници кои живеат во Македонија во одредени средини, како живееле. Тие се во прекрасни витрини, поставени, зачувани, одлично изгледаат. Имаме баш Великден, кога беше ни стигна една новинарска екипа, тоест 2-3, кои снимаа секоја година не покриваат околу тема Великден и обичаи, па имаме форма на изложени и форма на великденски јајца и обичаи. Има одлична поставка изложени македонски народни инструменти кои се користат. Дури имаме во одлична поставка, да кажеме, на макети од македонска архитектура и слики и големи грандиозни макети направени, но имаме и прекрасни, да кажеме, автентични, оригинални, да кажеме, чунови од кои се користеле во Преспанското и во Охридското езеро, кои на еден репрезентативен голем простор се поставени токму во средина. Имаме одлична бројна керамика, на народно стопанство, на
едноставно мислам дека само во моментот само таписериите се тргнати, затоа што е оштетен тој дел од објектот, но се останато е достапно за македонската јавност и секој кој би бил посетител на Музеот на Македонија, секако ќе дојде, ќе се плати влезница и сето тоа ќе има задоволство да го погледни, меѓу другото и со стручен водич кој нема да го оставиме туку така само да лутаат, него ќе му биде објаснето, покажано и прикажано на лице место и одговорени прашања и нејаснотии кои би ги имале. Колку главниот град е застапен преку Музеот на Македонија и ете што е поврзано најчесто со Скопје таму? Главниот град го има во доста добра мерка, многу повеќе го имаше во оној дел кој сега не е достапен, историскиот, каде што се однесува и на урбаниот дел на Скопје, градската архитектура, дури и историјатот на спортските клубови. Тоа за жал се надевам дека барем уште од прилика година-две ќе треба да биде вон функција додека не се редефинира и прикаже, но добар дел од оно што е стопанство на самиот град и околината на Скопје, дефинитивно цела Македонија, го има во самата поставка и тоа е навистина интересно да се види. Јас пак ќе кажам, ние сме срцето и основата на културната меморија и на Скопје и севкупна Македонија. Плюс, ние многу често коментираме дека сакаме, бараме нови места истражување, нови места за прошетка. Многумина ја користат чаршијата, но на крајот се сведува на одење на битпазар и јадење кебапи. Така, да бидеме искрени. Кога одиме, порано се жалевме за одењето на калето, но многумина, пак ќе кажам, можеби во голема мера и на самата институција во минатото, можеби и на медиумите била вина што не сме успеале да бидеме во жижа или да кажеме во видокругот на луѓето. Порано имало една непопуларна мерка каде што самиот музеј повеќе бил прилагоден кон вработените, а помалку кон посетителите, па работел преку недела само до 4 часот, за викенди или малку работел и само во утринските часови. Сега тоа е редефинирано. Ние во понеделниците веќе не работиме, но работиме секој ден, вклучувајќи и сабота и недела од 9 до 5. Единствено не работиме за државни празници, тоа е поради потенцијалот кадровски и недостаток, да кажеме, на смени и се останало, но во било која нормална пригода, од вторник до недела, ние работиме од 9 до 5 часот и пак ќе кажем, ќе си влезат луѓето во историскиот дел, си платат влезница и стручен водич кој е секогаш дежурен и ќе ги прошета и ќе им покаже и ќе им објасни се што ги интересира. Значи тоа е едно од бенефициите на нашиот музеј, затоа што јас како музеалец кој доаѓа од друга институција, реално тоа е привилегија не само да одите да лутате, да шетате, него да имате кој и да размените неколку збори да ви покаже и најбитното да не заборавам да кажам, ние токму во самиот објект имаме специјализирана продавничка и сето она што луѓето низ други институции го гледат е токму производство или нешто од нашата институција. Значи продаваме теракоти, да кажеме, оние форми археолошки кои се прават автентични реплики, кои се печат и изработуваат токму кај нас, значи изворни на оригиналот, како тоа нешто пред 1500 или 2000 или повеќе години направено. Имаме шолји, имаме магнети, имаме еден голем диапазон и понуда на производи и да не забораваме, иако знам дека ќе ме прашате и за тоа, исто така покрај тоа дефинитивно имаме таква прекрасна продавничка и малечок музеј во склопот на македонското етно село во Нерези. Така, веќе го начнавте одговорот на моето следно прашање, што може да се види во Горно Нерези, односно во комплексот Македонско село. Имате посебен дел на Музеот на Македонија и многу посетители, посебно во последните месеци, некако над 5-6 илјади, тоа е навистина една бројка за почит. Што се случува таму? Вака, комплексот етно село беше пред повеќе од 10 години изграден од страна на владата. Имаше еден концесионер кој тогаш го работеше. Работеше функционално неколку години, ние уште тогаш бевме вселени и во одреден период со промена на претходната власт тоа се стави се вон функција, се растури и не работеше. Повторно под притисок на промената на власта, пред една година и пол се врати идејата за возобновување на тоа. Селото, севкупно етно село, е под концесионер, приватен угостител, кој ги работи заедно со специјалните продавнички, го менаџира целиот комплекс, но кога влезете од главната порта и кога ќе одете према она угорница, таа една мала порта и една најграндиозна, најголема куќа во средината, таа е во владение на Музеот на Македонија и внатре има една прекрасна етнолошка поставка со носи, инструменти, садови по куќнина, македонска, значи еден своевиден, што би рекле американците, тизер, да
да ги запали луѓето, да видат што ние па севкупно као понуда имаме во срцето на старата Скопска чаршија. И тоа е место кое за разлика од Музеј на Македонија е нешто што ние го нудиме бесплатно. Можам горд како менаџер да кажам дека севкупно од отварањето на објектот, еве уште горд да кажам дека вчера беше една година од отварањето, на 17 јуни, преточно една година се отвори тој горен објект. Токму за една година, мислам дека досега, ако не грешам душа, негде сум околу 21-22 посетители вкупно, а посебно сум горд што за првите 2 месеци, сега ви кажам точни податоци за месец април и месец мај, имаме над 5.500, значи бројките кои почнаа со 800, 1000, 1200, 1500, сега веќе надминуваат над 3000 посетители, ако земеме во предвид дека во понеделниците не работиме, значи тоа се цирка 25 дена, то се во просек секој ден околу 100 и нешто, 150 посетители, што е одлично, најголем дел од нив се странци. Тоа значи дека таму имате ваши вработени и може исто така да се... Да, имаме 3 лица, имаме и продавачка која е во продавничката, имаме едно договорно лице од институцијата, имаме една госпоѓа која е водич и која на англиски или на македонски јазик, исто така посетителите ги третира, ги носи, ги запознава и го прикажува богатството на самата институција, на поставката на лице место, на самот комплекс етно село и меѓу другото им кажува, им препорачува што ние како понуда имаме и се надевам дека ги препорачува и да слезат во матичниот објект во срцето на чаршијата. Така, во Музеот на Македонија, во оној објект кој што на сите нам ни е веќе добро познат. Убаво е што има таква заинтересираност, па ете и во овој објект на македонското село комплексот, меѓутоа ги споменавте оние поставки кои што датираат малку подоцна, по дамнешни времиња, од 2017, ако не се лажам, поставката за децата бегалци, меѓутоа и оние изложби нови поставки сега кои што се случуваат, каква е заинтересираноста и за моменталните, за сегашните, меѓутоа и оние кои веќе се поставени во музеот и кои што може да се погледнат. Ете конкретно и од странците, меѓутоа и од Скопјани и од сите нам кои што ете можеби од внатрешноста доаѓаме да посетиме, да видиме. Јас сум искрено разочаран, тежок збор, но сметам дека ни приближно дали ни 5% тоа што е потенцијал и желба и мотив го гледаме од посетители домашни. Бројот на странци е пристоен, повторно ќе кажам, не е одличен, јас мислам дека потенцијалот е многу поголем, а во периодот кој престои ќе поработиме тоа и со водичите и со луѓето кои ги организираат тие посети, но морам да кажам и една работа, тоа што реално ние можеме да понудиме и прикажеме и ние не сме баш на најзадоволително ниво, тоа најмногу се должи на незаинтересираноста во минатото на централната власт да ги станира проблемите со кровот и останатите недостатоци кои се капитални инвестиции, кои музеот како таков и директорот кој да е не може да ги санира затоа што зборуваме за големи износи и големи трошоци. Доколку тие се реализираат и доколку ние ја ревидираме и досредиме поставката, јас сум не сметам, гарантирам дека сме најрепрезентативна и најграндиозна потенцијална поставка, ако луѓето уживаат во прошетките во Музеот на македонската борба, кои нели со водич би траеле околу 1 час, кај нас, верувајте ми, за помалку 2 часа нема шанси ништо од тоа да го видите, затоа што преди се и квадратурата е дупло поголема и пограндиозна и повисока и по се, вака, на купче, но и тоа се што може да се прикаже. Но и во ваква ситуација каква што е, јас повторно ќе кажам, имате доволно самата изложба за децата бегалци да ја погледнете, како историски еден момент и еден приказ на тоа што се случувало на македонското население во пределите на денешна Северна Грција и самата етнолошка поставка со дел и од времените поставки е повеќе од интересно и битно да се види, да се посети. Од друга страна, сметам дека и едно од моите заложби, барем во текот на летото, од наредната година да се обидеме преку Министерството за образование, да извршиме, да кажеме, мотивација, да не речем некој друг збор, повеќе учениците да бидеме ставени дел од тие обиколки, затоа што сметам дека токму за тоа што е растење и развивање на децата е многу битно да се запознаат со македонскиот фолклор, но и она најскорешна историја која толку многу не обременува. Така да, јас немам што освен да упатам апел
кон севкупното население, пред се за почетокот на жителите на Скопје, тие што се презафатени во текот на неделата, затоа што работната недела знае да биде нели долга и оптеретувачки се, и не секој успева до 17 часот до 5 попладне да отиде во музеј. Од друга страна, повеќе од сигурно сум сигурен дека е сосема изводливо во текот на сабота или во недела да дојдат со своите најблиски, со најмалите, со дечињата, внуците, пријателите, најблиските и да не посетат и да поуживаат во она што можеме да го понудиме. Меѓутоа, не можеме да кажеме дека ништо не се случува. Голем дел од дечињата кои што ги забележуваме и во објавите на самите социјални мрежи, меѓутоа имате и групи за повозрастни категории на граѓани кои што преку едукативниот центар на музејот имаат различни видови на активности. Станува збор, верувам, за некои проекти. Не, тоа се креативни работилници, тоа се наши вработени кои ги изработуваат. Тоа ние имаме неколку колеги. Кој се може да се вклучи, ми беше прашањето. Така, ние имаме едукативно оделение, каде што сега, ако не грешам, мислам дека се 5 мина кои работат, не, 5 мина, да, кои работат во едукативното оделение, и тие вработени во едукативното оделение имаат една уникатна можност и работат и проекти времени кои се финансирани од Министерството на култура, но и само иницијативни проекти за кои не ни треба дополнителни трошоци било што, и работиме со одредени таргет групи. Ние покрај тоа што работиме, да кажеме, и со некои, ајде да не речам, фиксни групи, еве нешто што е како нова специфика која е задниве 1 месец, нешто повеќе од 1 месец, мислам дека веќе 5 пат се случи. Имаме термин работилници за пензионери. Така. Не така мал број од жителите на град Скопје се токму пензионерите, тие се веќе репрезентативна и голема бројка. Им треба исполнување на времето и морам да кажам дека имаме сосема пристоен, добар одзив. Значи, нашите групи, пошто сме ограничени просторно во тој објект, а нормално и кадровски, се ограничени до 15 луѓе, така да 10 до 15 пензионери секоја недела, во вторник во 10 часот, доаѓаат токму во музеот, творат со глина. Како се пријавуваат? Имаме на самата Facebook страница и на Instagram страницата, имаме објавено телефонски, наменски телефонски број, да почеток направивме грешка, дававме телефон на колешка, па ја бомбардира со јавувања, дури и во нереално време, затоа што луѓето нередко, барем кога се мобилните телефони во прашање и немаат осет кога се јавуваат на луѓе. Така да направиме сега наменски телефон кој функционира во работно време до 15 часот, нели доека се луѓето активно на работа, каде што можат или со јавување или со SMS порака да се најават и да го закажат своето присуство. Затоа ќе кажам, кога ќе го исполниме бројот, ние ги презакажуваме луѓето за наредна недела, затоа што не би било логично, пример, да ни се појават 40, немаме такви просторни услови за тоа. Но сега е многу интересно, секој вторник, во 10 часот, нормално тие кои се најавени, си доаѓаат луѓето, 1 до 2 часа анимирани се, им се дава колаж, им се дава глина, им се дава керамика, цртаат, творат, прават, и едно тенденциите наши е кога ќе се оформи повеќе материјал од таквиот, ние можеме да направиме еве интересни изложби. Меѓу другото, во текот на годината ние работиме и со ученици, деца од градинка, основци, средношколци, но тоа е повеќе таргетирано на луѓе кои се насочени кон уметноста или со наставнички, да кажеме, по ликовна уметност или слично. Тоа е мала група, нормално за тоа не наплаќаме, тоа е дел од образовниот процес, но јас сметам дека еден од превидите кои се прави е што не се вложува поголем интерес за доаѓање на цели групи, на цели оделенија, на цели генерации, затоа што неретко јас сум сведок низ годините, затоа што доаѓам од една друга слична сродна институција, каде што доаѓаат нели групи од Струмица, од Битола, од Кратово, од Виница и пример се кажувам, одат во Золошка и одат во некој друг музеј, но Горипат музеот на Македонија, јас мислам дека е елементарно и дека дел од програмата на основните училишта во Македонија, па и средните училишта, да види токму посетата на овој музеј за ништо друго, затоа што тоа е основата на скорешната актуелна современа историја на Македонија и македонскиот народ, но и етнографијата. Сето она што биле нашите баби и дедовци, сето оној звук што го слушаме, сите оние јадења, сите оние форми, сето тоа на лице место некој ќе им го и презентира, соџвака и можеби ќе го зголеми нивото еве и на родолюбие и на национална свест на нашите идни поколенија.
Токму така убаво речено, вие го споменавте Министерството за образование, можеби во иднина ете и со образовните институции да очекуваме некои меморандуми за соработка, па ете на тој начин да ги доближиме сите оние работи кои треба навистина младите генерации да ги видат и почувствуваат во музеот. Колку непосредната близина на старата Скопска чаршија и тој дел од Скопје си носи можеби странски посетители или туристи кои што решиле можеби таму да се движат, па и така го погледнат и музеот непосредно и близу до чаршијата. Ние сме на крајот на чаршијата, обично ударот е плоштадот, камениот мост, влезот на чаршијата, да кажеме, и до средината. Оние по радозналите одат до крај, па и до Битпазар. Мислам дека нашите странски туристи се навистина радознали, дека не им останува туку така, да го избегнат како музеј. Точно, јас мислам, пак ќе кажам, низ годините, во оваа институција за која јас раководам, мислам дека голема мера била и неажурност и недоволно квалитетен менеджмент, сплет на околности, но и други проблем. Еве да знаете нешто, ние имаме трета највредна збирка во светот на икони. Трета највредна на планетава. Таа токму поради елементарни услови внатре на чување на истите, таа збирка е повлечена. Значи, моментално е депонирана и не е достапна за јавноста. Верувајте ми, низ годиниве, тоа е повеќе од 10 години што се случува, мачиме и наидуваме неретко на разочарување кај странските посетители, што токму тие икони немаат можност да ги видат во живо. Јас едно од моите заложби е, пак ќе кажам, ќе се обидам, во барем еве предстојнава година која предстои, да се редефинира, среди, стави во функција, обезбеди еден репрезентативен простор, дали истиот кој бил до пред 10 години, или некоја друга форма, ќе видиме, тоа треба да одлучат и стручни лица и оние кои ќе го изведуваат, да кажеме, проектот од страна на Министерството и останато, да видиме барем галеријата на икони да ја вратиме во како понуда пред јавноста, затоа што сметам доколку галеријата на икони е тука, јас мислам дека ќе се триплира посетата преку ноќ токму од странците, а тука веќе ќе биде и небитна и вредноста на влезницата и трошоците било што, затоа што ќе кажам, токму таа галерија на икони кои ние како богатство на самата институција ја поседуваме, сметам дека ќе го преплави музеот како таков. Потенцијалот е огромен, бројките кои еве во задниве 3 месеци се забележуваат исто така бележат дефинитивен раст и морам да кажам еден севкупен факт не за Музеј на Македонија, го воопшто за музејската поставка во државата. Мислам дека многу често во нашите објекти ние околу цената, понудата и тоа што можеме да го понудиме, неретко се подценуваме. Затоа што како човек кој вака прилично доста го шетал светот, почнете и од обичните, од балканските држави, почнете и од Белград, Загреб, Софија, па да ќе да правам муабет за Грција или пак Бугарија, цените се 2, 3, 5, 7 пати поголеми. Да, негде делува многу пофино, многу постегнато, ама знаете како е, некои работи да бидат фини, да бидат стегнати, па доаѓа и од приходите. Така, ние не можеме во континуитет да очекуваме дека државата како држава цело време ќе не сервисира. Самиот менаџер или тој кој е раководечки орган во одредена институција, доколку има поголем прилив на средства и доколку е одговорен, многу полесно ќе може да било кој предизвик, проблем или било што го санира и таа естетика, таа околина, тој простор, тие просторни услови и сето она што доаѓа пропратно да биде како што треба. Така да потенцијалот е тој. Јас се надевам дека во некоја следна прилика која вие кај нас ќе не посетите во објектот или ќе има некој следно гостување на мое или пак на некој од моите вработени, затоа што јас па еве од кога сум задниве 3 месеци не форсирам по секоја цена мене да ме има. Имаме навистина стручни, компетентни, квалитетни лица кои имаат што да кажат. Нивните и ставови, и знаења, и исказ вредат, така да јас се надевам дека во периодот кој ќе следи дека ќе се даде доста шанса и простор и на дел од моите вработени кои сметам дека токму тие се звездите, тие се тие кои се директното лице
со граѓаните, со посетителите, со гостите. Така, токму така, ја пропо овој муавет, колку музејот покрај изложбите, поставките и сето она кое што го одбележува, него нуди можеби простор за одредени други организации, манифестации, настани кои што од страна можеме да ги Одлично, правиме. дефинитивно. Вака, едно од предностите на нашата институција е што, како што реков, ние имаме плански граден, грандиозен, голем објект, кој ги предвидел сите аспекти на една што е современа музејска дејност. Еве само да ви се пофалам, ние имаме библиотека, таа е интерна, затворена библиотека, но ние сега се трудиме, заедно со директорот на Народната универзитетска библиотека, господинот Јовица Никчевски, да се споиме во КОБИС системот, па утре при пребарување на било што, од таа наша богата библиотека со над 20 и кусур илјади парчиња на книги, пазете, тоа е сериозна бројка за специјализирана библиотека во музеј, тие 20.000 кусур книги да влезат во системот на КОБИС, па утре при преправување, макар еве и на некој научник или било што, доколку одредена единица ние имаме, тој да може да дојде да употреби или да ископира нешто или да стави во функција. Значи имаме една репрезентативна библиотека. Второ, имаме една презентацијска или киносала со 100 седишта, која и во минатото и се надевам во иднина која ќе се дореновира и досреди, дека таа ќе може да биде меѓу другото се користела за етнолошки, за историски филмови, за прикажување, за документарци, но таа може да се искористи за кратки повремени настани, хипотетички Викторија сака да презентира или продава некаква книга, ние за некаква сосема пристојна надокнада, дефинитивно во моментот сме поевтини од сите останати. Да, во таа насока ми бе прашање. Дефинитивно може да биде искористена. Не сме скапчи, ги знаеме цените во државата, јас пак ќе кажам, има места за кои ние сме неретко и за упола цена, значи покривање на трошоците на институцијата. Имаме два репрезентативни изложбени простори, едниот е каде што е моментално изложбата на господинот Шурбановски во историскиот дел, што е и висок и широк простор, и има огромен стакленик кој чаршијата и објектот Куршумлијан го дава на дланка. Имаме уште еден изложбен друг простор, така да и тука е самото плато кој низ годините, меѓу другото платото пред музеот и оној дворен дел кој луѓето кога шетале знаат за што зборам пред самиот Куршумлијан, со оглед дека е ограден, па може да се регулира влезот излезот на луѓето, неретко се користел и за мали саеми, базари, се користел за мали фестивали, така да пак ќе кажам, потенцијалот на музеот е одличен, мислам дека геостратешката позиција ни е одлична, во срцето на чаршијата сме и мислам дека иако не е толку популарно за во вечерните часови, за во текот на денот, поготово за периодот на викендот, мислам дека сме одлично место и апелирам до сите граѓани посетете музеот на Македонија. Александар, имаме многу што да се кажеме за музеот на Македонија, некако во интерес на времето ќе го започнем и оној мој дел од концептот Скопје ми е дома лични прашања, не би сакала да не те прашам, многу ми значи да видам ти како го чувствуваш, односно вие, јас веќе предов на ти, некако муабетот така непосредно ме носеше, како вие го чувствувате Скопје како ваш дом, колку вам Скопје вие дома и што најчесто ве поврзува со градот и денес, меѓутоа е еволутивно низ текот на годините наназад. Па еве вака се, јас имам двоен идентитет, зашто го велам. Јас сум роден, но само роден во Битола, а цел живот сум во Скопје. Во Битола кога одам, мене ме викаат Скопскио, Скопјанецот, нели? А кога сум во Скопје викаат еве го Битолчанецот, така да јас претпоставам сум само еден обичен македонец во Македонија. Цел живот го поминав, мене Скопје ми е сејас, без Скопје се осеќам туго, Скопје е дел од мојот идентитет, моето битие и се она што сум. Се што сум направил во животот е поврзано токму со овој град. Израснат сум за волја на вистината на само 200-300 метри од музеот на Македонија. Значи, кога ќе поминете пластичарската, кога ќе поминете ромското мало Топана и кога ќе стигнете до Џон Кенеди, ќе се спуштите према населбата Топанско поле, тоа е мојата матична населба. Јас 30 години живеев токму во Топанско поле. Таму сум израснат, таму се уште моите родители, значи, пошто ми е институцијата единствената културна установа која е базично во Чаир, логично е во Чаир Чирчанец да води, така да јас сум еден од оние чаирчани кој сеја свој на своето, што би рекле, затоа што музеот на Македонија е на самата граница кон општина Центар, да знаеме, но е во Чаир. Така да, еве, чаирчанец од Скопје, израснат, основно училиште Васил Главинов, на самата улица Џон Кенеди, како што кажавме, средно училиште Гуц Здравко Светковски,
Продолжение повторно нешто на граница помеѓу Чаир и Газибава, Природно-математички факултет, Институтот за етнологија и антропологија, сега по ново, современо и од пред некоја година и со лична карта Карпошанец. Се што се однесува... Каде сте најсвој? Еве, од сето ова кој што ми го наброевте, кој дел од Скопје ви е така емотивно врзан и... Искрено да ви кажам, јас задниве неколку години сум човек кој се навикна да биде со возило, но задниве неколку години. Јас огромен дел од мојот живот бев пешак и велосипедист. Мислам дека веќе сум уморен за тоа, затоа што го имам истрошено за 2 живота. Значи имаше еден период каде што луѓето се смеа, мене дневна доза ми беше меѓу 10 и 20 илјади чекори. Тоа е репрезентативна бројка, тоа е од 7-8 до 15 километри, тоа е стварно доста. И мислам да тоа сум, нема дрво, викам да чукнам во дрво, да ја кажам, мојата да кажеме виталност и енергија, сум навикнат да се движам. Не сакам да одам по главни траектории, иако најмногу се карам кога главните траектории кои се пред за странците не се средени. Но најмногу уживам кога се шетам по споредните сокачиња на градот. Кога шетам и по Серава, и по Дижонска, и по Јаја Паша, кога шетам и низ Дебар Мало, кога шетам токму во овој дел во околината, паркот Ибни Пајко, кога се шетам по улиците на старата Скопска чаршија, низ Буњаковец, кога се шетам по уличките низ Тафталиџе, и луѓето многу се знаат да бидат алергични на одредени дрва, мене не ми смета, тоа ми се допаѓа мирисот на липите, ги сакам и брезите, среќен сум што ги нема веќе тополите, што ги секоја тие испуштаат оној полен и прав. Градскиот парк е моето место на уживање. Одењето на градскиот стадион и на помошните игралишта, своето детство го поминав гледајќи ги како тренираат фудбалерите на Вардар и на Работнички, но исто така одењето во Чаир и гледањето на поранешниот Тајфун од Чаир, Балкан, фудбалски клуб кој веќе не постои, кој јас во детството исто така тренирав фудбал, да кажеме, кој си ја сакам Газибаба, иако искрено да ви кажам на Ридот и во парк Шумата одамна не сум бил, само сум проаѓал околу незе. Ја сакам и периферијата на Скопје, го сакам и Маџари, го сакам и Хиподром и Трубарево, го сакам и Румлери, од друга сакам и другата периферија на Скопје, и Волково, и Геге, и тој дел од градот. Направивме на обиколка низ целиот главен град. Како ја оценувате денешната слика на главниот град? Скопје се менуваше во текот низ годините, што... Дефинитивно се менуваше. Најголемата мана на Скопје е што одиме преку трупа, што викаат битолчоен или преку ред, не ги завршуваме големите работи и ги почнуваме со малите. Пред да почне да се урбанизира одреден дел и пред да почне да се гради цела населба, цел парк, цел комплекс, цел било што, не е логично инфраструктурата да дојде на крај. Во нормалниот свет се гради прва инфраструктурата. Така да, моје мислење е дека ние имаме проблем со реализација и неретко не со урбанистичко планирање, него со динамиката на тоа што го правиме. Не можете вие да изградите населба со 15 згради, а наредите 5 години да им ги правите улиците. Обично оди обратното. Прво се гради цела инфраструктура, комплет, се поставува се што треба, па после се гради. Мислам дека он е еден од најголемите луѓе и јас сум голем почитувач него, морам да кажам, и го сметам, да не речам како ментор своевиден за некои работи, тој е поранешниот градоначалник во 2 мандата, господинот Коца Трајановски, човек кој сега е на терен, градејќи државната инфраструктура, одговорен за сите автопатишта и патишта во државата, и сметам дека токму во мандатите, во периодот кога јас бев инволвиран во сферата на културата, пред се со Зоолошката и со Музеот на град Скопје, лично инволвиран, сметам дека господинот Коца Трајановски отвори еден огромен фронт, кој за жал двата негови наредни наследници, тоа беа Петре Шилегови и Данела Арсовска, не успеа да реализираат ниту 20% тоа што им го остави како месо, како база, за жал. Мислам дека тие се 8 години кои неповратно не повлекоа назад, за жал. Мислам дека актуелниот градоначалник Орце Георгиевски према него си имаат големи очекувања, но пак ќе кажам, временската дистанца е многу мала, за да нешто што се сведува на инфраструктура стане видливо. Не е возможно, што не е кречење или закачување слики на зид или нешто метење банално овоно, големи се работите. Орце е, колку што чинам, активно 7 или 8 месеци градоначалник. Мислам дека почна да гризе доста, да влече. Плодовите на тоа што го работи и она темпо што порано го имаше господинот Коца Трајановски, мислам дека Орце
се обидува во голема мера го прави, да дојди, да биде видливо и за очекување до половина на неговиот мандат, јас искрено се надевам, а тоа е крај на наредната година, веќе да ги видиме плодовите на трудот. Скопје има проблем со паркирањето, Скопје има проблем делумно и со хигиената, голем проблем е јавниот градски превоз, но пак ќе кажам, тој се запустува десетина години и е одлика и грешка. 3 фронта се отвараат, гледате дека Министерството за транспорт веќе гради градски воз, тоа да ги забрза селските средини. Јас можам да кажам дека сум горд на тоа, затоа што во голема мера јас бев еден од иницијаторите кои низ годините преку моите колумнистички јавни настапи го инициираше тоа, зошто да немаме градски воз. Ние луѓе имаме богатство, имаме 9 перони качени во воздух. Тоа нешто со сегашни пари нема шанси некој во денешно време да го изгради. Значи проектот на Кензо Танге нас во Скопје ни донесе железнички перони кои се горе во воздух во центарот на градот. Тоа е огромно богатството, тоа се тешки милиони, да не речам милиарди, сега да се гради. И ние кога веќе ги имаме тие 9 перони во новата железничка и имаме 2 излези и влезови, ние сосема е нормално да во некоја блиска иднина за неколку години направиме пример на секој 20 минути или пола сат да врват градски возови, така. И сега замислете вие, Викторија, да имате можноста да отидете до Скопскиот аеродром, или да отидете до Трубарево и Јурумлери, или да отидете до Зелениково или Драчево за 10-15 минути. Тоа е фантастично. Влезете во кола, пробајте. Јас сум возач, ви треба минимум половина час. Па ако заглавите некој семафори, сте отишли, нема шанс. Вака се качувате на воз, возот трга, никому не му пречи, горе е на небото. Оптимисте дека таа... Апсолутно, министерот Николовски дефинитивно го најави. Од есен почнува една линија, наредна година почнува втора линија. Мое верување дека за неколку години, тоа е нешто што ја и го инициирав и го кажав, дека очекувам дека да имаме пруга која буквално ќе ве слези на паркингот на Скопскиот аеродром, за да не се случи одредени таксисти да не рекетираат за 20, 30 или 50 евра, него вие како господја, јас, било кој, да си седниме, да се излеземе од авион, со летот Визер или некој, да си влеземе на перон, да подиме 100 метра, да си платиме некоја символична сума од 100 денари, 150, 200 денари, нека биде, и како господа во срцето на Скопје да си слезиме, да се спуштиме долу и да си се качиме во јавен градски превоз и автобус или онај градско метро, нели бас рапид систем, и да не однеси до дома. Значи, доколку се стегнеме кој што треба, изорганизираме тој троен систем на превоз, значи главен јавен градски превоз, бас рапид, како ви да се направи, ако јас имав големи забелешки за него, и мило ми е што се прифаќа дека нема да се чепне средишното зеленило и дека ќе се редефинираат некои рути, и градскиот воз. Скопје веќе има потенцијал да има еден функционален сообраќај и доколку во наредните 2-3 години градоначалникот Орце Георгиевски успее и првата и втората клучка и огромниот кружен тек кај Нова Македонија да ја пушти подземната улица Македонија. Значи, само замислете, седите кај Католичка, возите, одите према Цветен пазар, само се спуштате со кола и за 1 минута возење излегувате на рампа. Кој вози денес во градскиот сообраќај во Скопје, кој вози возило, знае дека дури ној ќе дојдете, тоа ви одзема 10 до 15 минути. Ова само се спуштате под земја, излегувате и го прерипувате целиот центар на Скопје. Тие неколку инфраструктурни проекти и еден или два проекти кои ги носат луѓето кон северна Скопје, затоа што со Цветан Димов и Јаја Паша неизводливо е сега да се функционира, доколку се пробијат коридори, барем 2, кон северниот дел на градот, и ова подсебна трансверзала, заедно со, по моја проценка, овој булевар кој го гледаме, Гоце Делчев, да се направи ниска трансверзала која директно ќе пробие кон аеродром, тој е оној мостот за риби ловење што вика, доколку тоа се пробие, Скопје ќе се смени драстично, ќе заживее и ќе се релаксира цела она атмосфера и тензија која ја имаме во секојдневното живење и каде што е невозможно да се функционира пред 18 часот. И да направивме една убава инфраструктурна обиколка можеби низ главниот град и многу ми е драго што ги споменавме можеби сите овие проекти кои што стојат во предизборната програма и на новиот татко на градот, меѓутоа и на сите институции кои што министерства кои што се задолжени токму за ова. Скопје е град на културата 2028, како ќе се вклучи и Музеј на Македонија и што очекувате, колку сме спремни како главен град за овој потек? Ние не сме директно инволвирани во таа програма како таргет точки, но сме како една од клучните институции во срцето на чаршијата дефинитивно. Министерството за култура веќе води
дел координативни состаноци и комуникација меѓу нас, директорите, менаџерите на институциите. Ние и јас како менаџер даваме целосна поддршка за се. Ние се трудиме да го завршиме нашето, што значи тоа за почетокот прво да го се реконструира кровот, во следна фаза се надеваме платото над паркингот и над депоата, дека ќе се променат внатре целосно електричните инсталации и дека во следна фаза, најбрзо што можеме, дека ќе ревидираме или репоставиме или донадградиме националната поставка, дека оној топол коридор помеѓу етнографскиот, етнолошкиот и историскиот музеј заедно со галеријата на икони ќе се поврзе се во еден комплекс, во една тура. Прашање е дали и кога ќе стигнеме, но дефинитивно ние ќе бидеме добро представени. Музеот на Македонија исто така се труди да врати уште неколку од оние порано што ги имавме специализирани продавнички во центарот на градот, која за жал во времето на градоначалникот Шилегов беа повлечени и тргнати и ги немаме. Ние доста имаме интересна понуда на да кажеме маркетички производи кои што пред се странците се заинтересирани, разноразни шолји, разноразни керамички садови, предмети, магнети, богата е колекцијата и сето тоа што ние го имаме, така да ние имаме еден куп можности, понуда и квалитет да бидеме додадена вредност на она што е Скопје град на културата. Располагаме со исклучително добар и квалитетен кадар и мислам дека ние ќе бидеме дефинитивно и уште сега сме на висината на задачата во најдобро светло да го представиме Скопје и Македонија пред светската јавност. Токму така и ете како резиме на нашето денешно интервју и вашето излагање која ќе биде пораката која ќе упатиме и кон Скопјани, меѓутоа и кон сите оние граѓани кои ќе го погледнат ова ваше излагање, можеби апел за што поголема посетеност на Музеот на Македонија, што има ново да се види, што ново ќе се гледа токму таму. Започнете да се почитуваме самите себе си, да не се подценуваме, да не ги креваме до небеса, сите останати нас да се деградираме. Само ќе ви кажам една работа. Македонската култура, македонската традиција, македонскиот фолклор, македонската искрана и се она нас што не креира како такви, е богатство на кое сите ни заведуваат. Ние имаме денес јапонски оперски пејач кој пее строго македонски песни. Ние имаме група од Колумбија и од Венецуела кои строго третираат македонски песни и се гордеат и се воодушевени. Има брачен пар на холанѓани кои јас ви гарантирам дека имаат поголема колекција на македонска музика од било кој во Македонија и тие се заљубени повеќе во македонската музика отколку што сме ние самите. Ние имаме повеќе од очигледно повеќе странци што не сакаат отколку ние се сакаме самите себе си. Мислам дека низ годините непотребно си набивме комплекс на пониска вредност, од која немаме потреба да имаме. Само човек што се познава себе си доволно, е исполнет со себе, се почитува и доволно репрезентативно изгледа пред странецот и зрачи со аура. Човек кој е полн со фрустрации, со комплекси, кој некој му набил пониска вредност, дека недоволно вреди, дека недоволно знае, дека е мала држава, мал народ. Малта е помал народ 5 пати од нас. Малтежаните се полни со себе и не даваат никој да ги спушти долу. Луксембург се помал народ од нас и нема дури матичен јазик, има некој дијалект на германскиот и тие се полни со себе. Има еден куп мали народи кои имаат и мали држави, имаат во себе живост, енергија и темперамент. Мислам дека низ годините успеа еден куп луѓе нас да ни набијат комплекси и фрустрации и ние да почнеме да се подценуваме себе си. Не треба да бидеме арогантни, како некои наши соседи, не треба да бидеме тенденциозни, злобни, не треба да подценуваме туѓо, треба само да го сакаме и почитуваме нашето. Вистинскиот патриот не се занимава со другите, него го почитува тоа што го носи во себе, тоа што го добил од својата баба, од својот дедо, од своето село, од своето родно огниште. И има една добра фраза која од илинденско време во главата ми е оставена, јас многу ја сакам, веќе ништожник е оној што има подобар другар од својата татковина. Убаво речено, јас само ќе се надоврзам, ова со патриотите не важи само за ни, важи за сите нам, а јас велам дека среќен е човекот кој што знае да си ја гледа својата работа и да ги почитува останатите околу него. Господин Ристевски, ви благодарам многу за ова прекрасно излагање. Јас навистина уживав во муабетот, како за Музеј на Македонија, така и за се оно кое што кажавме за главниот град. Благодарам уште еднаш што ја прифативте мојата покана, апел да си го посетуваме Музеот на Македонија, ваквите слични институции кои што се навистина чувари на културното
наследство и многу да говориме за нив. Ми беше задоволство. Така е, почитувани гледачи, и вам овде ќе ви се заблагодарам. Говоревме за Музеот на Македонија, институција која што датира од навистина дамнешни времења, меѓутоа каква е состојбата сега, што да очекуваме, какви се активности имаме таму, колку е посетена и од нас, меѓутоа и од странските туристи. Во прва лице вечерва говорев со првиот човек или со директорот господинот Александар Ристевски. Се надевам дека бевме интересни, дека доближивме до вас малку повеќе за оваа институција сместена во срцето на старата Скопска чаршија. Овде ќе ви се заблагодарам и ете, можеби ќе упатам уште еден апел да си ги почитуваме и да си ги посетуваме, што почесто ваквите институции кои што навистина се чувари на традицијата, на фолклорот, на културното наследство на Македонија, па и на главниот град кој што нели нам ни е фокус во секое ново излагање на Скопје ми е дома. Ви благодарам уште еднаш, се гледаме наредниот четврток, знаете, во истиот термин и на истата фреквенција. Довидување. Вечно